Почитуван поранешен градоначалник Радко Димитровски, нејасно е зошто вие се јавувате со демант на текстот под наслов "Раководители во локалната самоуправа на Кочани затајувале данок на имот". Во моментот колку што е познато не сте раководител во општината. Или пак, вие се препознавате во написот, затоа што можеби немате платено данок. Во демантот се обидувате да ја дефокусирате јавноста, но ние отворено ве прашуваме. Дали вие сте свекорот што ја подучувал снаата раководителка да не го пријавува имотот? Дали таа пред известно време, откако беше поставено советничкото прашање, пуштила пријава за имотот во кој живее со семејството? Дали тогаш може да ви веруваме на тоа што го пишувате, дека сите вработени целосно си ги измирувале даночните обврски? Кога веќе сам се наметнувате, а и поради тоа што новинарот треба да верува, но и да проверува, јавно ве прашувам вас како поранешен вработен во општината, а ги прашувам и од одделението за даноци, такси и надоместоци, службите за односи со јавноста, градоначалникот и општината. Дали вие, Радко Димитровски, екс-градоначалник на Кочани, сте плаќале данок на имот на се што поседувате, куќа, викендичка, компанија? Колку вкупно данок плаќате на општината годишно? Дали по уплатата на данок ви се враќани пари по некој основ? Дали, како што беше изнесено во јавноста откако дојдовте за градоначалник, данокот на имот на вашата куќа бил намален, додека другите граѓани, според новата методологија, добија повисоки сметки? Канал 8 сака да го види одговорот на овие прашања, уредно доставен во документација што ќе ја објавиме во целост. Затоа што, нели, вие бевте градоначалник што ја сака транспарентност и одговорноста. Ако никој од повиканите не удостои со ваква информација, ќе го користиме слободниот пристап до информација од јавен карактер. Од и нас, обичните новинари и уредници, никој нема да ни пушти документ под рака, онака како што тоа го прават општинските служби за вас.